единствениот начин да ја трансформираме во зелен хидроген. Зелен хидроген значи од водата практично правиме хидролиза и од хидролизата го одвојуваме кислородот од водородот и водородот е најсериозното гориво кое што е зелено, кое е 100% незагадувачко и може да се користи за било каква индустрија, вклучувајќи во автомобилската индустрија. Нашата држава во моментов има многу напреднато во тој дел, имаме за прв пат Министерство за енергетика. Зелениот хидроген се користи највеќе за производство на амонијак, тоа значи вештачко ѓубриво за наѓубрување на земјоделските површини. Тоа значи дека со тој продукт може целата држава практично GDP-то да го порасне барем за дупло, а со многу малку, кога зборам малку, со мала инвестиција може да се произведува таков продукт. Тоа е еден продукт кој што се произведува во секојдневието, а сега го увезуваме од различни држави, претходно од Украина, сега вајде од Кина, нема баш точна информација, меѓутоа станува збор за тоа е поголем потрошач кој што може и продукт кој што може да се развива во иднина. Исто така, во моментов е многу познато во светот зелен челик, се вика green steel, има скандинавските држави преферираа да градат куќи од зелен челик. Што значи зелен челик? Зелен челик е кога се произведува од зелена енергија, тој челик, значи топилниците во Кина има топилници кои што произведуваат челик од зелена енергија, односно хидроген, произведуваат хидроген, а покасно тој хидроген го топи железото и произведува зелен челик. И тоа е дефинитивно иднината на светот, односно ние можеме тука многу да предонесеме затоа што таква енергија ние имаме во моментов вишок. Значи државата се соочува со огромни вишоци.